Здраво и добре дојде на 4-неделната програма Креирај го животот од своите соништа. Ти посакувам топло добре дојде овде и многу ти благодарам што си дел од оваа група на жени кои што заедно ќе бидете во овој процес на трансформација и промена. Во оваа програма ќе зборуваме за закон на привлекување и за тоа како да излезеш од фазата жртва и да преминеш во фаза на будење и како да почнеш да прифаќаш одговорност за себе, своите постапки, своите мисли, своите зборови и дела и одговорност за тоа дека ти го креираш твојот живот и доколку не ти се допаѓа нешто во твојот живот, тоа е супер и одлична вест, затоа што ти можеш и да го промениш тоа што не ти се допаѓа. Ти си креатор, а не наблюдувач кој што само седи и ја наблюдува ситуацијата во твојот живот. Ти ја имаш моќта да го промениш. Затоа уште еднаш добре дојде и ајде заедно да го креираме животот од твоите соништа. Што ќе зборуваме во оваа програма? Во првата недела ќе зборуваме за закон на привлекување. Ќе зборуваме за тоа што е манифестирање и како функционира манифестирањето. Ќе зборуваме за чекори на креирање, како ти да постанеш креатор на својот живот, како со користење на методи, алати и техники да ја преминеш фазата од немоќ до фаза до можам се. Ќе добиваш PDF после секоја лекција која што ќе ти биде домашно, која што треба да го завршиш и од тие домашни ќе добиваш увид во тоа која е твојата почетна точка А и како да стигнеш до твојата крајна точка Б. Твојата крајна точка Б е животот од твоите соништа. Затоа, прво, ќе го дефинираме твојот совршен живот, животот од твоите соништа, како изгледа твојот совршен живот, што ти правиш, како се чувствуваш, што работиш, каков партнер имаш, каква мајка си, ако си мајка, дали работиш воопшто и сите тие битни и главни точки во животот. Освен за законот на привлекување, во оваа програма ќе зборуваме и за мајндсет, односно каков мајндсет имаш, каков self-talk имаш, каков разговор водиш со другите луѓе, затоа што тоа е исто еден важен дел од процесот на креирање. Твојот разговор со себе, твојот разговор со останатите околу тебе. Во оваа фаза, во првата недела, мора да ги разгледаме и твоите уверувања на главните теми од животот. Тоа се пари, финансиска состојба, љубов, партнерски односи, пријателство, здравје и семејни односи. Сите твои минати верувања, сите твои повторувани изјави во текот на годините се сега длабоко укоренети и вкоренети верувања кои што може да бидат твојата блокада која што стои на патот кон тој подобар партнерски однос, на патот кон финансиска слобода. Затоа прво мора да ги ослободиме тие блокади и со чиста енергија да тргнеме кон креирање. Во втората недела ќе креираме, ќе дефинираме цели, ќе дадеме методи и алати како да се остварат тие цели и ќе напишеме нова приказна. Која си новата ти? Каков е твојот совршен живот? Што правиш, како се чувствуваш, како изгледаш? И во оваа недела ти ќе се дефинираш онаква совршена каква и што заслужуваш да бидеш, да го живееш твојот живот од соништата. Во оваа недела ќе зборуваме и за метода визуализација, која што е една од најмокните методи за креирање. Во третата недела ќе зборуваме за vision board и ќе зборуваме за ефата техника, а тоа е тапкање. Vision board и ефата техника можат да те доведат до остварување на твоите цели како и секоја друга метода, но само под еден услов. Ако ги практикуваш редовно. До кога? Додека не го манифестираш оно што го сакаш. Во четвртата недела ќе зборуваме за правило на 17 секунди. Ќе зборуваме за моментум. Како една мисла потоа постанува еден моментум. Моментум кој што не можеш баш лесно да го застанеш. Што е моментум? Ќе земам пример. Ако една мала топка снег ја пуштеш низ некоја планина со снег, кога ќе стигне долу, тоа ќе биде веќе огромна топка на снег. А горе било едно мало топченце кое што немало моќ
ништо да направи, но доле таа огромна топка снег може да направи штета. Затоа навреме треба да ги сопреме тие негативни мисли кои што не ни користат и да не дозволиме да прераснат во моментум. А сите позитивни мисли да ги негуваме, растеме и да свесно креираме од нив моментум кој што ќе ни донесе нешто позитивно и убаво во нашиот живот. Овде ќе зборуваме и за метода што сакам и зошто тоа го сакам. Зошто е важна оваа метода? Затоа што треба да дефинираме што сакаме, ама треба да дефинираме и зошто тоа го сакаме. Потоа овде следува и метода од не би ли било убаво. За оние кои што тешко веруваат во афирмации, например, ако им е тешко да кажат јас имам 1.000.000 евра на мојата сметка, може полесно ќе им биде да кажат не би ли било убаво да имам 1.000.000 евра на мојата сметка, затоа што тоа е полесно да се поверува. Не би ли било убаво? Овде ќе зборуваме и за лавина на зборови. Тоа се позитивни зборови искажани само во еден тек од 3 до 5 минути и слушајќи ги, тие ќе ја побудат емоцијата во тебе и ќе ти дадат енергија и вибрација како веќе да го имаш тоа. А целта на манифестирањето е баш тоа, да постигнеш емоција како веќе да го имаш манифестирано оно што го сакаш. Баш последно сега имав прашање за како да манифестирам бременост, бебе. Ете, тоа ќе го земам за пример сега. Ако една жена сака да се оствари како мајка и сака да има бебенце, самата прејака желба може да ја оддалечува од манифестација. Затоа е потребно да ја постигне емоцијата како веќе да го има тоа бебенце. Како веќе да е тука и како веќе да е бремена, како веќе да е манифестирано и решено. Затоа со овие методи ние ќе дојдеме до моментот кога ти ќе имаш емоцијата како тоа веќе да е остварено, но најбитно е дека ти емоцијата ќе ја добиеш и без физичка манифестација. Односно, ти ќе сведочиш на тоа дека се чувствуваш убаво, се чувствуваш позитивно, се чувствуваш како веќе да го имаш манифестирано она кое што ти било цел, а може само си ги затворила очите и си визуализирала или си напишала нова приказна или си кажувала не би ли било убаво и што сакам и зошто тоа го сакам. Целта и поентата на манифестирањето е да се водиме по емоција и да живееме по нашите емоции, а не по умот, не по логичниот дел. И логиката нема никаква врска со креирање и манифестирање. Логиката само може да стои на патот на твоите креации и на патот на успехот. Затоа, кога ќе напишеш цел, сакам за 1 година да живеам во куќа со поглед на море, не се прашувај како, туку прашувај се зошто. Зошто го сакам тоа? За да се будам секое утро покрај море, за да се будам и да го пијам моето кафе наутро со мирисот кој што доаѓа од морето, да ги слушам брановите, за да може моето дете да трче наоколу и да ужива во водата, во убавината, во погледот. Кажувај го твоето зошто. Тргни го настрана, прашањето како. Тоа е работа на универзумот. Твое е да сакаш и да бараш. А универзумот секогаш одговара на нашите желби со решено е, го имаш. А сега оди и уживај. Се гледаме во првата лекција. Чао!